civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Разговараме со Зеки Рамчиловиќ, подпредседател на Собранието на Република Северна Македонија, актуелен пратеник и кандидат за пратеник. Зеки Рамчиловиќ е еден од осумината пратеници кои што излегува во минатото од ВМРО-ДПМН заради гласање на Преспанскиот договор. Во изминатиот период имаше една иницијатива од осумината пратеници за кој бара оставка од Мицковски. Вие не сте дел од таа иницијатива, но што велите за тој потек на таа група? Морам да кажам малку поедноставено ја кажавте целата ситуација во минатото, што се однесува значи до пратеничката група од независната пратеничка група која произлезе од пратеничката група на ВМРО-ДПМН, а не од ВМРО-ДПМН, бидејќи сепак тука имаше значи од различни политички провиненции и во случајов она што го кажавте, значи ние како пратеници се одлучивме да не го да не го прифатиме ставот на пратеничката група на ВМРО-ДПМН и воопшто на ВМРО-ДПМН како партија во поглед на промените на уставот, а не Преспанскиот договор. И од тој аспект ние во дадената ситуација го направивме нешто најможно по мене добро за државата и тоа се виде во изминатиот период со членството во НАТО, со веќе одлуката за преговори со ЕУ, така да од таа страна, значи, ние како пратеници постапивме одговорно и тоа треба да биде сето она што треба секој пратеник понатаму да не по секоја цена, да кажеме, да ги заради дневно партиски политички интереси, да ги остава државните интереси на страна кога се работи за вакви крупни прашања. Во моментов мислам, се уште, ајде да кажеме, иако е распуштен парламентот, таа пратеничка група функционира, но без мене, излегов од пратеничката група како независен пратеник, но наполно ги поддржувам нивните ставови, бидејќи навистина имаат и континуитет и основа за тоа што и денеска го повикуваат и раководството, односно председателот Мицковски, дури и на оставка, за тоа што во клучни моменти за државата, а и денеска кога имаме една ваква ситуација со криза поради вирусот, и од таа страна мора да некој јавно да каже дека доколку некој го става сопствениот интерес или интересот, на партијата пред интересот на граѓаните и на државата, не заслужува нити доверба, нити заслужува да биде на место на кое што евентуално да дојде во ситуација да ја води државата со оглед на сите калкулации што ги правеше во изминатиот период. Се наоѓаме во период на пандемија, здравствена криза. Собранието не функционира, имаше една иницијатива од група на пратеници кои што побара од председателот Ала Џафери да го свика собранието, но тоа не се случи. Во моментов имаме нефункционално собрание. Како ќе се соочиме со тоа? Како ќе излеземе од оваа криза? Многу прашања, меѓутоа се врзува токму околу функционалноста на институциите. И вие, како што споменавте и за иницијативата на 30 пратеници, меѓу кои и јас сум еден од потписниците, што, би го кажал како едно, мое видување, кое што некако во јавноста, бидејќи чувствам дека се промовира една погрешна теза како да се дојде до тие функционални институции и функционална држава, односно кај граѓаните се представува дека СДСМ е по секоја цена за избори. Она што значи и јас лично, и СДСМ, и сите коалициони партнери, значи во коалицијата можеме, не дека сме за избори по секоја цена. Туку сме за функционална држава, за функционални институции, бидејќи само така, тоа е одговорот на вашето прашање, дека можеме да ја надминеме кризата со помалку последици. Вака како што е ситуацијава, и тоа го гледам и во реалноста, значи дека институциите не функционираат соодветно. И од таа страна имаше два начини, значи, или да се врати парламентот,
во функција, што исто така според уставот, според законите сосема беше извесно и можеше и немаше да биде прв пат во државата така нешто да се случи. И вториот начин се избори. Така да од таа страна пак потенцирам функционални институции пред се и не може никој да се зацкрива сега за да одредени пак да викам дневно политички изјави и шпекулации и врз основа на тоа да гради да билда политички поени и слично. ВМРО ДПМНЕ значи ниту во една нити во друга ситуација не постапи државнички одговорно. Односно, нити сакаше да се врати парламентарниот состав, иако имам комуникација со најголем дел од пратениците кои што се и од ВМРО ДПМНЕ смета дека тоа беше најисправно решение во даденава ситуација, а од друга страна не се ни за избори. И на таков начин се гледа она што и преска во клучни моменти за државата се покажа како проблем, дека раководството на ВМРО ДПМНЕ, очекувајќи дека оваа криза со вакви институции не може да се менаџира квалитетно, дури се менаџира многу квалитетно со оглед на тоа дека имаме техничка влада, дека немаме парламент, и на тој начин за било кој проблем граѓаните, и тоа е нормално, ќе нели за секој проблем ќе бараат одговорност кај оној што е носителот на власт, односно кај СДСМ, и на таков начин да кажеме со поминување на денови, месеци и нефункционирање на институциите како што треба, исправување со не само здравствените, него пред се и со економските последици кои што ќе произлезат од оваа криза, настојува да добие некој политички поен, евентуално глас плюс, и повторно, значи, на штета на граѓаните и на штета на државата, за жал. Кога сме веќе кај штета на граѓаните и штета на државата, со нефункционални институции, како ќе се одвиваат преговорите за членството на Македонија во европските? Так, добро е што го споменавте тоа, бидејќи и тоа е нешто што не очекува. Оваа криза на некој начин ги тргна во втор план сето она што представува и е успех за државата. Ние добивме одлука за почнување на преговори, меѓутоа поради кризата малку и тоа се пролонгираше, но како и да е, мислам дека кон средината на месецот треба да ја добиеме преговарачката рамка. Понатаму од 1 јули веќе Германија го презема од Хрватска раководењето со Европска унија. Како Хрватска, така и Германија е силен поддржувач на Македонија. И кога ние ќе добиеме таа преговарачка рамка и веќе да треба да почнеме преговори без функционален парламент, навистина тоа ќе биде не само многу тешко, туку и неизводливо. И околу спроведувањето на потребното усогласување на законите, на одредени реформски процеси, дали во поглед на администрацијата, правосудство, секоја област да ја земете во предвид, значи без функционален парламент тоа е неможно и тоа ни една држава не го правела, така да и од таа страна навистина мораме да направиме напори сите, секако, значи пред се почитувајќи ги мерките, препораките, сето она што го препорачуваат здравствените институции и доколку тие сметаат да одржиме избори со цел да се вратиме на тоа да во овој случај најбитно да имаме парламент кој што ќе ги биде дел од преговарачкиот процес и кој ќе биде најсилната поддршка на тие преговарачки тимови по одредени области. Така да од таа страна тоа е нешто што следува и секако мораме повеќе сите како граѓани да им веруваме во овој случај на здравствените институции бидејќи навистина со оглед на состојбата во која што беше и здравството се справивме многу добро, да ги можеби како граѓани и да ги почитувавме и повеќе мерките, уште побрзо ќе ја надминевме кризата, а исто така одредени институции како Министерството за внатрешни работи во многу пати потфрлија во нивната работа, не поради вработените, да кажеме, токму поради раководството кое што на некој начин, да не кажам дали со намера или без, се стави некако во функција на сето она дека продлабочувањето и продолжувањето на кризата е некому од партиски интерес. Како вие се соочувате со лажните вести и говорот на омразата?
голем проблем за нашето општество и тоа не само сега, туку и во подолг период. И сега ние треба многу тука да работиме пред се на едукација на граѓаните како да препознаваат лажни вести. Сега лично како ајде да кажеме функционер или јавна личност, јас се настојувам во секој поглед да правовремено и да излезам со информации кои што се исправни и соодветни, дури да ги промовирам сите оние портали и медиуми кои што навистина својата работа си ја работа така како што треба, додека сето она добар дел од граѓаните препознаваат, но има влијание. Дефинитивно има влијание. Дури се настојува, значи, по секоја цена, она во моментов најочигледно преку сите лажни вести врзани за пандемијата, како што кажавте, меѓутоа и за многу други работи. Дали во врска со сето она што се случуваше во целиот процес околу промените во уставот, околу македонскиот народ, македонскиот јазик, за сите оние аспекти кои што буквално ние кога добивме потврда, да кажеме, и за идентитетот конкретно, значи македонскиот народ и македонскиот јазик, тогаш внатре почнаа некои тие што најмногу го пропагираат тоа да промовираат вести дека ние сме нешто друго, уствари сосема обратно. Или во случајов дури јас како припадник на помалку бројна етничка заедница, како бошњак, често се соочувам повторно со некои лажни вести, информации каде што одредени новинари, јавни личности или условно кажано луѓе и невладини организации кои поддржуваат во моментов политиките на опозицијата на ВМРО ДПМН, често знаат да наметнат некоја теза со која што повторно се обидуваат да прават поделби помеѓу населението, дали тоа било од етничка, многу често и од верска природа. Меѓутоа, во изминатиот период успеавме тоа да направиме еден таков исчекор и тоа многу тешко оди и не поминува. Мислам дека со тек на време луѓето ќе разберат и се повеќе разбираат што е интересот на државата, што е она вистината и нема да подлегнуваат на шпекулации. Но секако во понатамошниот период верувам дека и ќе се мислам најбрзо ќе се организираат избори, ќе добиеме функционални институции, па понатаму тука и институциите, парламентот, нели владата, сите заедно со граѓанскиот сектор да се посветат и на тој дел на едукација на граѓаните во поглед на препознавање на лажните вести кои се голем проблем за нашето општество. Ете, на крај, секако бидејќи зборувавме околу епидемијата со коронавирусот, на граѓаните да уште еднаш да ги повика максимално да ги почитуваат мерките и препораките од институциите, бидејќи тоа е единствениот начин сега засека додека не се пронајде вакцина да се вратиме во една нормална, да живееме нормално во нови околности, но секако да функционираме. Така да од таа страна повторно врзано со тоа што вие го кажавте, разни лажни вести да не подлегуваат на одредени теории на заговор, туку едноставно имаме наши институции кои што ја знаат својата работа и да ги почитуваме тие мерки, само така значи побрзо ќе ги надминеме сите овие да кажеме предизвици со кои што се соочуваме. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.